За една недела 2 пати бил нападнат од бездомни кучиња пред зградата во која живее во Тетово. Сашко Дамевски вели дека за среќа не се здобил со повреди, но чувствува голема вознемиреност. Револтирано состојбата и неуспешните жалби во општината, преку медиумите побара решавање на овој проблем кој ги засега сите жители на градот. 2 пати во рок една недела сум нападнат и сега моментално сум по стрес. Значи не е сигурно за живење, едноставно. Значи пред тоа исто беа пуштени жалбе, а рекоа дека ќе се острана, ама џабе. Џабе не знам више што да правиме, дали може ова некако дефинитивно да се реши. И не знам друго што да кажем, ако не го реша овој проблем, нека дојде и градоначалникот, ќе му го даде моето куче, нека се прошета он и да видим он дали ќе биде нападнат. Значи ова не е дрско, ако стварно не го презема, барем ова нека дојде до него, ќе му даде моето мелениче или ако си има некој свое, нека си прошета и нека се види дека ќе биде нападнат. Откако заврши тендерот со кој во 2 акции биле заловени 82 бездомни кучиња, подолго време нема никакви активности на терен за нивно третирање. Не е ни на повидок долговетуваниот стационар. Од локалната самоуправа со одговор дека проблемот е стар и актуелен секаде и дека бараат долгорочно решение. Договорот со Сдруженијето Амос Шелтер е успешно завршен, со него требаше да се заловат 82 бездомни кучиња. Тоа е и направено во 2 одделни акции. Во првата беа заловени 41 бездомно куче, во втората исто толку. Сите знаеме дека се работи за еден проблем кој што не бил сериозно третиран со години и со кој се соочува не само Тетово, туку и целата држава. Ние како општина Тетово работиме на изнаоѓање на некое долгорочно решение за овој проблем, зашто знаеме дека се потребни време и финансиски средства. Во меѓувреме бараме трпение од граѓаните, но и помош да пријавуваат случаи на истовар на бездомни кучиња од други населени места во нашиот град, што знаеме дека во последно време се случува многу често, а ова секако дополнително го усложнува проблемот со бездомните кучиња. Во првата половина од годинава во полицијата има 31 пријава од каснување од бездомно куче само во градот, а бројот е поголем ако се земат предвид и случаите во руралните средини, каде исто така е актуелен овој проблем. Минатата година пак биле пријавени 59 каснувања и повреди од бездомни кучиња.